Благодарам, Жаклина. Почитуван вице-премиер за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, господин Фатмир Битити, добре дојде во мојата, нашата Крива Паланка, за прв пат на ваков убав настан. Почитуван градоначалник на општина Крива Паланка, господин Борјан Шумицевски, почитуван министер за внатрешни работи, голем пријател на Крива Паланка, беше премиер кога започнавме овде со изградбата и со првите денови, денеска повторно, како и во секоја прилика е со граѓаните на Крива Паланка. Почитувана Антонија Шишек, директор на проектот од проектот за локална и регионална конкурентност, почитувани директори на локални и на централни институции, почитувани советници во општинскиот совет, представници на институциите, почитувани градоначалници од регионот, Старонагоричане, од Кочани, почитувани градоначалници, пријатели на Крива Паланка, на вистина на сите граѓани кои што се денес тука присутни, почитувани представници на медиумите, да не ве забораваме. На вистина, после повеќе од 50 години, Крива Паланка денеска добива нов лик, преку модерен градски плоштад и нов заштитен знак на мојот и на нашиот град. И навистина голема честа што овој значаен и крупен инфраструктурен проект денеска заеднички го пуштаме во употреба, на огромно задоволство на сите граѓани и уште повеќе тоа ќе биде потенцирано од сите посетители, за кои што со секој еден проект, начин, мерка, политика се бориме да ги привлечеме тука во нашиот град. Овој плоштад и овој парк му дава европски лик на градот и ќе биде место каде што не само жителите, нашите сограѓани, туку и домашните и странски посетители ќе имаат можност и да го видат, и да го посетат, и да уживаат. Купната инвестиција, како што беше кажано, е околу 48 милиони денари, спроведено преку проектот за локална и регионална конкурентност, финансиран со грант од инструментот за предпристапна помош ИПА-2 на ЕУ и кофинансиран од владата на Република Северна Македонија и општината. Во оваа прилика сакам покрај на Фатмир, кој што е задолжен за економските ресори, за координација на сите овие проекти и сите кои што беа споменати, да се заблагодарам на уште еден човек, а тоа е претходниот заменик председател Кочан Ѓушев, кој што даде силна поддршка кога навистина ни требаше сите да лобираат, да работат и да се поддржи општината, изработката на документациите, проектите и да влезе токму во таа селекција на сите овие проекти. Но ова денес што Фатмир го потенцираше, говори за одговорноста и за токму оправданоста на сите кои што се заложиле и кои што сме се заложиле токму за овој, би рекол, историски проект за Крива Паланка, кој што искористивме можност во овој период да биде реализиран. Ова е само еден од многуте проекти што ги реализираме и со гордост и на градот и на жителите, на граѓаните, проекти кои што се значени заради унапредување на културниот развој и социјалниот живот. Со Оливер често знаеме да кажеме на влада кога навистина со сета енергија се бориме за целиот овој регион и тоа беше со факти, аргументи, со бројки и се потврдува дека никогаш, ама никогаш, и ова да го чујат сите, во овие 50 години владата, централниот буџет, државата на која што плаќаме средства, плаќаме даноци, а сме честни и одговорни луѓе, во овој регион од Куманово навака никогаш толку не се инвестирало. И сите знаете дека никад и никогаш нема да зборам без факти, без аргументи и без бројки. Меѓутоа, кога имаме замерки, со Оливер, буквално тоа и го потенцираме, па редно беше и дојде време кога навистина приоритет е токму овој заборавен регион. Ние бевме и овој регион од Куманово навака навистина беше заборавен, а денеска е токму таа порта која што не спојува со ЕУ, која што не спојува токму со останатиот свет и навистина сите имаме обврска и одговорност се нешто да направиме во тој поглед. Секој додека може и додека навистина му се дават приликите. Не да имаме луѓе
кои што ќе заминат на функции и кои што нема да се вратат и кои што нема да направат ништо, туку наша света одговорност е навистина да направиме се за нашето мало и убаво градче. И беше потенцирано од Фатмир дека и преку програмата ТАВ околу 500.000 евра моментално се рехабилитираат, да потенцирам дека и преку изградбата и рехабилитација на локални патишта, општината Крива Паланка, како и други општини, целосно се вградени со многу улици, со многу патишта. Преку програмите за мерен регионален развој ќе се реконструира фасадата на музеот. После може 40-50 години ќе се реконструира домот на културата. Тоа беше исто еден приоритет заборавен од сите функционери, од сите оние кои што носеа одговорност и многу други проекти кои што се од локално значење за нашиот град. Меѓутоа, нашата крупна слика е крупна и навистина се бориме за многу покрупни проекти кои што во овој период се реализираат. После 40 години се рехабилитира регионалниот пат Крива Паланка кон Огуд, кој што завршува овие денови. Вчера стигна асфалтот до новата црква во Огуд и од Крива Паланка до Луке. Само за овие два патни правци износот на инвестицијата е 2 милиони евра. Само овие, ако ги земеме, тоа беше незамисливо во било кој претходен мандат, во било кој претходен период да бидат инвестирани. Затоа, се почесто кога одиме и кон Огуд, и кон Луке, има наши иселени кои што се враќаат и кои што доаѓаат во овој крај истиот заживува. И тоа ја оправдува нашата борба и токму оваа инвестиција. Завршена е рехабилитацијата на регионалниот пат Ранковци Крива Паланка во должина од 21 км и тоа беше првиот проект за кој што се фокусиравме и за кој што кажавме дека ајде од каде ќе тргнеме, токму од стариот пат, заради тоа што знаеме дека експресниот пат ќе помине време за негова реализација. И тоа го направивме исто така со над 2 милиони евра на самиот почеток на мандатот. Завршен е уште еден од најлошите патишта, најуништени во целата држава, во овој регион, а тоа е Узем Тураница. Сите го памтиме како беше и сите памтиме како изведувачот и како компаниите преку програмите го завршија токму овој пат преку јавното предпријатие за државни патишта и Македонија пат. Во полна пара е изградбата на експресниот пат, едната делница од Крива Паланка Ранковце, и во финална фаза е избор на новиот изведувач на останатиот дел, на другиот лот, каде што беа италијанската фирма, и верувам дека постапките се завршуваат и ќе засили изградбата на експресниот пат и Крива Паланка се повеќе ќе биде поврзана со Скопје и нема причина да седиме во Скопје, туку ќе седиме тука и ќе праќаме порака дека навистина младите правиме се да ги задржиме токму во Крива Паланка. Патот од Крива Паланка до Деве Баир сме го коментирале со многу луѓе кои што се и денеска тука и кои што не се, и сите велеа нема полош пат од тој, и навистина тоа беше срам за државата, заради тоа што тој пат е крстосница и спојка со Бугарија, со Европска Унија и така натаму. Се гради интензивно, на големо задоволство на сите, и третата лента на овој пат, и проширувањето, и мостовите, и оваа голема инвестиција од над 12 милиони евра, повторно со помош на делегација на Европска Унија, со помош на грантови и на средства на државата. А непречено се одвива и реконструкцијата на магистралниот пат Куманово-Страци. Знам дека има нервози, знам дека мора да имаме трпение, за да и овој процес биде заокружен и за се она што 40 години околу Крива Паланка, Ранковци и регионот не било направено, да го направиме во овој период. На крајот, има уште многу што да се збори. Навистина е денеска убав, сончев, светол ден кој што ќе го паметиме. Визијата за развојот на градот на сите ни е јасна. Јасна ми е и мене и стојам за сите одлуки и со целата енергија да продолжиме напред, да продолжиме со реализација на приоритетите кои што се на граѓаните, на проектите кои што се подготвени, на она што можеме како долг да го направиме и да се одолжиме према сите генерации и навистина ова мало градче кое што многу се збори насекаде, да го направиме уште подобро место за живење и да понудиме уште подобри услови. Ќе искористам оваа можност
и за овој проект и за сите проекти. Да упатам голема благодарност до градоначалникот Боријанчо Мицевски, до делегацијата на Европска Унија за поддршката која што добиваме, до вице-премиерот Битики, преку сите програми на сите министерства, поддршките кои што ги добиваме, тоа се наши другари во рамки на владата. Особена поддршка добиваме од другарот Оливер Спасовски, заради тоа што заедно се бориме за се она што е добро за овој крај. Благодарам на сите, ќе се видуваме и да се видуваме само за убави работи. Честитки за оваа денешна реалност, честитки за овој голем проект и да се гледаме само за убави работи. Благодарам.